Непозната причина за настанување на пожар во основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Македонска Каменица, во кој има два ученика со полесни повреди, е билансот од покажаната вежба која што беше организирана од училиштето, територијалната противпожарна единица и итната медицинска помош од оваа општина. Во согласно со правилникот за правила за вршење на служба на територијалната противпожарна единица во Република Македонија и согласно годишниот план за работа на територијалната противпожарна единица за 2022 година, денеска во терминот 13.5 во периодот од 9 до 10 часот, територијалната противпожарна единица од Македонска Каменица изведе симулација на вежба, методско-тактичко показна вежба, гаснење на пожар во внатрешноста на училиштето, гаснење на пожар во надворешноста на училиштето и пред се најпрво евакуација на повредени лица од самото училиште. Гаснењето на пожарот беше во три фази. Првата фаза беше евакуација на повредени лица од училиштето. Имаше две повредени лица кои што соодветно беа лоцирани лицата кои што беа повредени и беа пренесени до возилото на медицинска помош, значи до овластените лица. Потоа се пристапи кон гасењето на пожарот во внатрешната просторија и во надворешноста на самото општинско училиште и на крајот направивме една демонстрација на распоружување на 15 метарска скала која што ние ја користиме за повеќекатници. Сметам дека вежбата беше добро направена, дечињата во основното општинско училиште уживаа во реализација на самата вежба и јас се надевам дека нема да имаме вистински настан за да го демонстрираме тоа, туку и понатаму тоа ќе го правиме со самите вежби. Оваа симулација на методско-тактичко показна вежба беше направена со две возила, едно возило, навално возило Гредвол, кое што го добивме од фондацијата Операција Флоријан оваа година, и товарно возило пикап, кое што е во сопствено, кое го добивме со сопствени пари од општина Македонска Каменица и тим, односно екипа на професионални пожарникари од 7 луѓе. Практичните вежби допринесуваат кај сите во училиштето, наставници, професори, ученици, технички персонал, како треба да реагираат во, не дај Боже, ваква ситуација. Во нашето училиште се изведе тактично показна вежба за симулација за евакуација и спасување на лица повредени и загрозени во пожарот и гаснење на пожар. Акцијата се реализираше успешно, сите ученици и вработени беа навремено евакуирани во симулативниот пожар што се случи во училиштето. Благодарение на екипата на територијалната противпожарна единица. Имавме и симулативно повредени двајца ученици кои беа изнесени од територијалната противпожарна подрачна единица, при што интервенираше и екипата на брзата помош за повредените. Со добра координација на сите надлежни единици и организирано да се реагира, значително би се намалила материјалната штета, а и несаканите последици при ваков вистински случај.